Почитуван македонски народе, почитувани медиуми и колеги. Завршната сметка на буџетот е момент кога треба да ја разгледаме фискалната политика која се реализирала во минатата година и да продискутираме за тоа колку и што од планираното е навистина реализирано или нереализирано и дали дадените ветувања се остварени или имаме потврлувања. Па да почнеме со ред. 2021 година ја завршивме со буџетски дефицит за 11,3% поголем од планираниот со иницијалниот буџет. Кај капиталните приходи имаме отстапување за 3,9%, а кај капиталните расходи потврдивме за 21,5%. Стапката на инфлација во 2021 година беше планирана на ниво во износ од 2,1%, но сепак реалноста покажа дека доживеавме повисока стапка на инфлација која изнесува 3,2%, главно придвижена од цените на примарните производи, како што се нафтата, пченицата и пченката, и нагорно придвижување на странската ефективна инфлација. Имаме намалување од 1,3% на активноста во индустрискиот и земјоделскиот сектор, а и градежната активност е намалена за 3,8%. И кога сме кај завршната сметка, секако мора да се осврнеме и на моментот кој се нарекува на што трошела владата. Па така, 912 милиони евра во 2021 година владата потрошила за купување возила. Секако, патните и дневните расходи кои никако не смеат да изостанат дури и во најголеми кризи, во 2021 година не чинеле 9 милиони 598 милијади евра, а привремените вработувања, односно вдомувањето на партиските кадри, 2 милиони 477 илјади евра. Затоа пак субвенционирањето на приватните предпријатија кои го полнат овој буџет, кои вработуваат, изнесува 1 милион 605 илјади евра, што е за 155 илјади евра помалку од планираното, односно 155 илјади евра предвидени за субвенционирање на приватните предпријатија, сте им скратиле. И нема многу да се расплинувам по ставки, програми и подпрограми, бидејќи во денешнава дискусија по однос на завршната сметка за буџетот, сакам најмногу да се осврнам на туризмот, затоа што туризмот дефинитивно не го добива заслуженото внимание од страна на владата и владата никако да го стави во приоритет, ниту пак да ја препознае важноста на туризмот за вкупниот економски развој на државата. Така, во владината програма Д, економски развој, имаме потврлување во износ од 12 милиони 859 илјади евра. При тоа, владината подпрограма Д8, унапредување на локална и регионална конкурентност во областа на туризмот, има двојно помала реализација од планираната и тоа во износ од 1 милион 875 илјади евра. За развој на туризмот се реализирани 95.000 евра помалку од планираното. 235 илјади евра помалку реализирала Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, при што на субвенции на приватни предпријатија им скусиле над 150 илјади евра, а туризмот бара вложување наместо кратење. Затоа што само ние како држава не сме закрепнати и вратени на нивото од пред пандемијата. Да не беше суровата реалност која сведочи за сите божемни заложби на власта за развој на туризмот, сега ќе си помислевме дека туризмот веќе се опоравил, станал конкурентен, па е дозволиво и да се скратат средствата за туризам. Но пред некое време од Стопанска комора ја изнесоа реалноста, која всушност туристичко-угостителскиот сектор веќе си ја знае, а која говори дека во сите земји туризмот се врати на нивото од пред пандемијата, само туризмот во Република Македонија бележи пат од 30%. 2 години говориме дека власта не го препознава значењето на туризмот за македонската економија. 2 години говориме дека само кај нас туризмот е плод на случајност, а наместо да биде плод на макотрпна работа, но нема кој да не слушне и токму затоа си бележиме пат во туризмот од 30%. Зошто ни се случува ова? Додека владите на соседните земји навремено ги превзедоа сите мерки за постпандемично опоравување,
на туризмот, за нашата влада од приказната наречена туризам, знаеме дека само си се прошета до Белград, екскурзија која македонските граѓани ги чинеше 400.000 евра или 100.000 евра дневно. Па сега, кога се вративте, и кога веќе сте ги сумирале впечатоците од прошетката, очекуваме одговор на прашањето колку важни договори или меморандуми склучивте за време на 4-дневната посета и кои се придобивките на Македонија и македонскиот туризам од оваа прошетка. Исто така, кога сме кај развојот на туризмот, ние развивме уште една гранка – дипломатски туризам или поточно кажано фамилиарен туризам или уште поточно владино фамилиарна екскурзија на премиерот која не чинеше најмалку $20.000. Значи, нашата делегација во Обединетите нации оствари дури една официјална билатерална средба, за разлика од, например, хрватскиот премиер Пленковиќ, кој оствари 5 билатерални средби. Ете, тука е разликата, зошто сме 5 пати послаби во споредба со соседните земји. Тие патувањата ги користат, не ги користат за екскурзии на грбот на граѓаните, туку од нивните патувања бенефит имаат државите во кои се враќаат. Но нашата неспособна и незаинтересирана влада од развојот на туризмот го препознава само делот кој успешно го злоупотребува само како изговор за разноразни рашетувања низ светот. Затоа проблемите во туризмот само ни се трупаат, а не се решаваат. Еве ќе ве прашам, свесни ли сте што ќе се случи со огромен број хотели кои размислуваат дали да затворат пред грејната сезона? Енормните сметки за струја значат клучна врата и отпуштање на вработените, затоа што и покрај штедењето сметките се 10-кратно зголемени. Хотелите на Охридско-Струшката ривиера добија за 500% повисоки сметки за струја во споредба со претходната година. Имате ли план како да им помогнете? Затоа што сите знаеме дека нема да преживеат без брза реакција и државна помош, а сето тоа на крај ќе резултира со загуба на дестинациите. Но наместо да ги решавате проблемите, во период кога половина милиона наши сограѓани живеат на прагот на сиромаштијата, вие се луксузирате и се рашетувате по фестивали. Свестете се и знајте дека потребна е итна помош од државата за да се задржат вработените. Тоа е обврска на државата да изнајде начин за ублажување на последиците и зачувување на работните места во туризмот. Таман подзакрепна туризмот со подсмирувањето на пандемијата и кога велам подзакрепна, не мислам подзакрепна сам по себе, а не како резултат на некои владини заложби, сега доживува уште еден удар, енергетска криза и македонскиот туризам повторно се наоѓа исправен пред предизвикот како да се ги зачува вработените и како да преживее. И апелирам, и молам туризмот да си го ставите како приоритет, затоа што развиен туризам значи и економски раст и развој. Според официјалните податоци кои ги соопшти Стопанската комора, бројот на туристи за првите 7 месеци годинава, споредено со истиот период во 2019 година, односно пред пандемијата, бидејќи 2020 година со која сакате да правите споредби не е кредибилна за споредување, бројката покажува дека имаме вкупно 260.000 ноќевања помалку, што е пат од 30%, што мора да ве загрижува затоа што сите земји освен Македонија, како што кажав, се вратија на нивото пред корона кризата. Најзначаен пат од дури 60% има кај туристите од Холандија. Оние туристи од Холандија, да ве потсетам, кои ги донесе владата на ВМРО-ДПМНЕ со субвенционирањето на странскиот организиран туристички промет и кои со години беа најбројни посетители во земјава, а кои главно користат хотелско сместување и затоа ударот врз економијата е голем. Мора да се работи на поголемо препознавање на Македонија како атрактивна туристичка дестинација, но кој да работи. Не е време за политика. Потребно е знаење, посветеност и многу чесна работа. На граѓаните и компаниите им е потребна помош. Секоја затворена компанија значи изгубени работни места и семејства во неизвестност. И не е само до кризата. Многу повеќе е до знаењето и до волјата за работа.
Затоа, ве молам, тргнете ги лагите дека било што е виновно за ваквите состојби во туризмот. Македонскиот туризам страда само и единствено од тотално неспособната и крајно незаинтересована. Има збор Бети Стаменковска, Трајковска, повелете.